Брат, ти знаеш ми с njega като идемо, нешто да правимо мобет, зајабавамо се, но 2 сата смејање, брат. И жена ми гледа и Александар вика, прекине тебе више. Нон-стоп, брат, мобет брз мобет, цело време тако иде. Ми немамо почеток и старт, треба ли да направи шљап или направено шљап? Да, колко врачеве да направимо шљап. Пошто имамо тој само негде. Имамо, наручимо ga брат од тему на тему и ga скрши даре. С 2 прста. Виж свако сам треба и вика да направи шљапо. Шљапо што ти направи. Чече да става телефон да се тој Ако лошо ми го направи инвалид. Па брат не може, укочен сам настранично. Не, остај го, турим го. Драги гледачи и гледачки, добре дојдете уште едно издание на Шанк. Сите ги представамо некој подобро светло, некој ќе представамо малце побело светло. Многу ти е топло овде. Александар Михајловски Хонда. Хонда, добре дојде, брат. Или многу ти е топло под Белово. Под Белово, брате, па сега под над тоа е. Слушај, вака е. Александар Михајловски е дадено таму, нели, од кумото. Од Бога благословено. Од Бога благословено. Хонда. Знам зашто. Да. Син на мајка, не знам зашто. Рики Бандаш, Цеце Фит. Више не знам, брат. Многу. Ти брат, слушај, ти брат. Цеце Фит е многу сексилјаво, брат. Знам, брат, Цеце Фит после 4-та пијачка у диско го јадеш, не знаеш како, брат. Жлоб како локум. Што ти е? Мој другар вика, ја после 4 пијачки не се гледало, зашто па си барам сам на себе. Да, си се свиѓа, си се штипка. Хондо, брате, како си? Добро, брат, супер, топ, одлично. Памтимо и болji времења, ама и полош. Не, добро бе, супер, не се жалиме, топе. Не се жалиме, работа се работи. Работа има, маце ситуацијата се деси пред неколку месеци со ногава и ама добро е, све окей. Добро брат, сеќаш се нога, да. Болje да беше глад, тука немаше да повредиме. Тука ќе беше удар у празно. Да, и така немаше да повредиме. Ја брат имав службено пред 15 години се собраќајка брат и 2 пати со глава пршавната. Среќа јака глава Кумановска е па. И слушај дојде командирот и вика што е ова? Вика, па 2 пати удри со глава. Супер, брат, да не дај Боже со нога ќе остане инвалид, вака нема. Да, вака нема повреда никако. Нема повреда никако. Треба да имаш нешто у глава, кога ќе удриш да се размуќка тоа, брат. Еве Никола да не ме кара одма ти дам воду, пошто ти е вруќе, изволте. Леле, како си го истренирал? Леле, 2 секунди, брат. Марио скока одма. Леле. На пла, брат, што ти? Еве ти салфетки, брат, после може ќе. Абе, а тањирот кај? Нема тањир, брат. Имаме карти, брат. Ништа, брат, само тањир, брат, да се потиме, брат. Да се, да, така. Тука, видите, после вака, позади ги чешеш. Ај ќе пишува доле кај го најде овој наркоманот да ти биде гост. Ба брате, што? А што треба да им кажам, брат? Ај, не слушај. Може да им кажам нешто? Пуши кур. Најболje, брат. Секој хейт коментар. За секој хейт, нека цркне, брат. Цркни. Цркни, ако сакаш. Стоја она. Умри. Ама на крај за умри. Ама да. Ајдем с тобом. И ти некој чека на тебе. И брат, и со прстот. Бега ќе треба стварно тањерот да го извадиш. Јас се трудам да објаснам дека со Шанац, тој што нема потреба да каже дека смо браќа веќе дугачки години и тебе да знам многу одамна. Толку малце повеќе. Па не, толку сум и сега. Дека кажате знам од малечок, тоа значи дека ме знаат и од сега, брат. Нема разлика. Идеме со Шанац и вика, еј, Тони брат, ја пораснал со тебе Шанац, па и нешто, не си пораснал. Не си пораснал многу, да. Ја те знам од малечок. Да, дугачки времења беа, брат, и оште од аеродромот. Леле, од аеродром, стварно човече, тоа е пред многу години, брат. Тоа се некои пред 20 години. Да, 22 години. Покојниот командант уште беше жив. Да, Шко Горан. Значи, нека му е лесна земја. Тоа се 22-3 години. Да. Да, бе. Значи, сакаш да кажеш дека ние имаме ја мислам 40. Па ја имам, ти колку имаш? Сега брек ми кажа дека 45. 45. Само. Ја ќе пујам само 36. Само.
Идам на 40, што да ти кажам, да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Вака и стари, брачо. Да. Ти разбираш и Кумановски како ти збора се, Да, како сакаш. види, ја ако зборам Кумановски, го зборам она на селски, па ко деси бе да ти е со пак бе. Ти збориш Кумановски, тераш га на коде струмички. Да не можеш да разберам. Е многу убав дијалект. Да. Значи ко деси што правиш, како си, значи. Да. Ама ја кога го зборам, ема ку деси и тако ми иде, да ку деси бе да и ова. Еј, наш човек да го ево. Да го ево. Ова твоја ли е дета да го ево? Вика, сваќа седи, ти имаш газ да го ево. Седи, брат. Мислам, Кумановскиот е многу убав дијалект, разбирам и мислам, сега со тек на години некако не го зборам, порано многу повеќе кај баба и кај дедо доаѓав на гости кај Чичо. Сега не доаѓам толку често, за жал, ама си го разбирам и си го зборам. Со татко ми понекад знаеме да се зацепаме, малце кратко. Иначе и татко ти дојдемо до заклучок дека сам постар по Скопјанот од njega. Да. Лична картка. Не заебај. Он се ги извади. Ја пред 8 години. Да, тај ќе ти кажам после што уште нема извадено. Слушај, со джама седиме. Кам ние старите Скопјани, вика свињо, каде го тепам све. Од кад си е стар Скопјанот, викам, извини што нас брат, ја 8 години имам лична карта за тебе, не знам. Извини за тебе. Ми Скопјани тако ја за вас. Да, не знам ја ти, да. Најко ето е свињо. Да. Не мора, не мрси. Не мрси. Брат, некој проекче сега што работиш, знам дека има добри турнеи, сега последно беше Босна. Последно бев у Босна, да, заради тоа што од Social Media Summit кој што се организира во Босна, фирмава се вика агенција, односно се вика Hypify, се дечки кои што прават истражување на балканско ниво, за тоа кој какви бројки постигнал, да речеме, на социјалните мрежи. Така. И на Инстаграм оваа година дошле до тие бројки што ги правеле според тие статистики, дека јас сум во топ 5 контент креатори во категорија комеди. Јас и уште 4 луѓе кои што се од Босна, од Хрватска, од Црна Гора, значи од Балканов овде. Стара Југославија. Да, стара Југославија, да. И тоа беше причината што отидов за Босна. И добив награда дека сум у топ 5 оваа година у контент креатори на комеди. И после тоа малце се прошетавме. Си го шетавме куќето малце на кебаб, да. А у поглед на работа, како врска спрема театарот, поради повредата што ми се случи на скијање, сега сум малце на страна, тргнат од тоа, затоа што, нели, физички е невозможно да се тоест беше пијаса релативно се оправив пред 2 недели, 3. Значи, првите 3 месеци ми беа невозможно физички да одам во театар. Со тоа што, да, со тоа што знаеш. Со тоа што имав еден момент на лудило вториот, третиот ден као нема да откажеме представата, така у глава ми се вртеше, него ќе може да идам со штаки. Да, и си викам човече будала на седи. Знаеш, понекогаш не вредат некои работи да ги направиш, не за друго, него побитно е твоето здравје да го сочуваш. О брат, некојаш и не мариме од 90% случаи секојаш. Затоа што работите секојаш кога ги правиш од љубов, не гледаш на тоа дали ќе има пари или си повреден па не можеш да дојдеш. Секојаш гледаш да си присутен. Тука театарот ми е моја прва најголема љубов. Така. И искрено, стварно мислев да отидам на представа. Претходно сум идел на представа и со повреди и сме играле, са некој ќе рече, што тоа не си идел да копаш, ама сепак може да те самиот напор, брат, они не сваќаат, значи они кога гледат и ти ќе ги правиш клиповите и скечевите и вицовите, што и дае или еве ние сите што работи, брат, курва е боли. И бит. Тоа е најчесто така, кога ќе идеш, например, да речеме, нели, со некој да разговараш, кој ќе те викнат сега, нели, да се направи некаква реклама или што и да. Па знаеш тоа ти е као 40 минути саат време работа. Нели, многу често знаеш да ти се случи. Или некој кој ќе те побара за стендап, многу мразам кога ќе ми се јават. Сега поново дека нели влегов и со Антонија да правиме стендапи. Стварно? Да. Пошто види, јас реално мислимо дека сме смешни, па се ќе видиме колку успееме. Слушај, кога може одредени ликови да прават стендап. Сака ти ча, брат. Да не ги именувам мајстори со иницијали и со вакво. Да. Сами знаете кои сте.
Ве пратиме. Значи ве пратиме и вие нас не пратите и се правите дека не напратите и глумите дека сте Они нас не копираат. на Балканот најаки, worldwide, а немате 3 влакна на главата. Куче! Да, нели, Мислам дека бандаше само алтер его. Тебе ти фалише столет жандар, брат. Не, Антонио има еден полицаец, ја не ја знам, тоа со полиција. Тоа со полиција не сакам, ништо, фала, тоа што било. А муабетот ми е се треба да ти е потопло, ти го направи. Еј, ќути Брат, он го упрчил на кај тебе, брат. Абе, печки, добро се осети стварно. Знаеш како кога ќе ти се јават на Бога ми се речеме, осети, ти кажам. Тоа другар ми што го донесов дека има гасови. Ме отру кола на мамо. Гравот се Еве грав, го, брат. грав се е грав. Пак, макар и четврток. Да. О, мајко. Кога ќе ми сеат, кога ќе ми кажат тоа се што го збориме нели муабето. Еј, па знаеш, тоа е само пола сат. Еј, само тоа е пола сат. Што ти е бе, ти ретардиран ли? Дуди, бајде смеси. Дојди, ајде, да седни направи го смисли. полосат. Колку и да е глупо. Да, бе, Не брат, разбираш, да, седни смисли да. го. Седни, дојди направи сценарио, дојди сними го, измонтирај го, изрежирај го, направи го, па замарај се после со тоа кој рекол, што рекол, како рекол. Па дали ќе се Замарај укупи, па не се Нели, укупи, као па се, да. коментари и такви работи да вратиш едно друго, така да многу ме нервира тој момент кога ќе те омаловажат работата, исто као, абе се зезате глумци вие. Да бе, И мене тоа, ајде се цепите 15 минути таму, ще има везе, ќе дојдеш ќе кажеш два вица. Страшно. Брат, Страшно. окей, ја викам, значи почнам да не обраќам пажња нич на хейт коментари, тоа е Не, ја дури уживам да ти кажам. Живам, брат. Сега случај имам едно идеја најверојатно с Никол и сите хейт коментари јавно ќе ги објавиме, брат. Да бе, ние на значи, нашиот јавно. стендап, ја и Значи, ми Антонио правиме ги јавно. читаме. Да, и ние јавно Ние ќе ги ги објавиме, читаме. ама ние ќе видиме вако студио со екрани и јавно. Да бе, да. Значи Столе смакле кажал дека вака и вака. Да бе, да, А да. на слика, брат, како се викаше плочник од некои гробишта, брат. И он ти кажа, абе ич не си Не, најче смешен. ми се оние со која пцујат и кога ќе им ги отвориш профилите и профилите им се со добро утро, кафица. Па Богородица има. На кафиче Чека, са маца. капучино. Да, ја на една и пишав, викам господја, не знам Валентина, не знам ни како се каже. А и мене, има една Валентина. Викам не е убаво вие како човек кој што шири позитива и секој втор пост вие со Богородица, вака да навредувате. И не знам тоа што ми пише, ама има страшни Брат, страшни коментари ја на има. почеток едно знаеш што правим. И пишам исто, почнам како тебе, гледајќи го вашиот профил, следејќи го, јас мислам дека вие заслужувате. Море маршо пизду материна дали пишам. Има. Јас се смеам. Ние со Антонио ги читаме. На крајот од стендапот Да. ги читаме коментарите што ни ги пишуваат на видеоклипови, така да. Брат, дали сега беше на турнеја, нашите реагираат, знам, скроз позитивно, дали таму странство фали тој хумор и таа позитива како што и овдека фали, мислам, брат. Фали. И искрено голем поздрав до секој еден што дојде во Германија. Поздрав да е види. ви од нас, до Бевме сите. во 8 града или 7 града и тоа исто беше дел закажано у јануари, па се случува Да, па се одложи. па се одложи и као правевме муабет, ајде дали да го правиме воопшто, дали вреди, и сега си викам човек. Колку и да се луѓе таму, значи сепак имаше, не знам да речеме, у просек по 90 до 100 луѓе на настап, за во Германија збориме за кај нас. Мислам за нас, за као и мене и за Антонио, знаеш, луѓе кои што сепак не се толку етаблирани во стендапот, сега ние правиме можеби клипчиња, може има некој хумор некако во нас, меѓутоа пак бевме скептични или како ќе проиде. За прва турнеја што ја правиме надвор, реално многу добро поминавме. Луѓето таму се изгорени, мислам, да не звучам јака, изгорени, они таму падат, ама Не, да им не се си случува сака. нешто интересно. Да. Поради тоа што, да ти кажам право, имаше луѓе што беа на стендапот, друже, тие што сте отишли во Германија, боли во Германија да си останете и да не се врагат. Какви селјачи што имаше, брат? Боле што си отишли од Македонија. Разбира, Дури таму го кварат просекот. секогаш размислете кога ќе кажат тоа која пропаганда која ќе речат младите се оцелуваат од државата. Само нека ви текне дека 300 од тие млади се тешки селјачи што и подобро е да си отидат од државата. Како си каже тоа природна селекција. Природна селекција. Ама има и луѓе
Има и луѓе кои што на вистина убаво си поминавме, има убава енергија, луѓе кои што после настапите се издружавме, луѓе кои што ни се понудија дури на крајот последниот ден да не превезат до аеродром. Значи од нигде никаде, нели? И така, можеби ради таа носталгија. Не брат, јас сум бил, ја последната моја, да не кажам таква тура беше со покојниот Ферус. Значи бевме у Швајцарија и убаво си поминавме све, ама имаше и брат, кажи го, имаше селјачишта, брат. Брат, дојде. Ние сме селјачишта. Знаеш, дојде, и тука и во Македонија на Ферус, значи Ферус покојниот, да го спомнеме за добро каков таков, тој беше, значи стварно у тој свет музичка икона за сакс, за дувачки инструменти. Ало, сад да не го кажам погрдно името, да не се навредат моите браќа Роми. Дојди мамо, ја 200 евра ти дам, тука има да свириш. Еј, брат, жими све, Ферки беше легенда. Панк, парите, тересира. Да, добро бе, тоа е легенда, не? Да, братче, ама знаеш, сакам да ти кажам, сега, уште има и кај нас. Тука. Па затоа ти Туе ка што и кај у тетава, туе ка. За некој, јас сум селјачиште, така, нели види го овој селјачиште на што личи на ова, за некој, за мене некој друг е селјак, ти текна, меѓутоа има една група одредена на луѓе што сите се слушуваме дека се селјачишта. Да. Сакаш ја и ти може да се слагаме, ама за него се слагаме, ништо лично, брат. Ти не си селјак со тоа фризурче, да, ама да. Мене кога ќе ме види, брат, види селско руминило. Добро и нема врска, да, не збориме за начин. Знаеш, не збориме за начин на изглед, него за однесување. Карактерна особина е тоа, брат. За селјачишта кои што не знаат да се Увој каже шанат селанет и селјак има голема разлика. Да. Селанет е човек што произведува да јадат оваа селјачана. Да. Оваа селјачана да има што да јаде. Така е. Брат, некој ново проектче, дали и тие на повидок, затоа зашто слажем се со тебе дека 2x2 рилса отснимале, кажале 2 вица и више оне институции, он се зима за право да ръка по Хонду и по цел, да не кажу, по сите уметнички свет, да. Не бе контент креатори, има луѓе кои што викаат на пример дека немало кај нас, види, работава мора да се разграничат во работава мора да се разграничат неколку работи. Има луѓе кои што се контент креатори, има луѓе кои што се инфлуенсери, има луѓе кои што сме како ние глумци, па има платформа. Ја дури кога ќе кажам контент креатор или нешто сега по-ново, а таму се движи светот. Еве и ние сме тука сега во студио, снимаме за да пласираме нешто на социјалните медиуми. Затоа што кога ќе отвориш да гледаш на ТВ, гледаш турски серии, 648 епизоди. Значи таму малата близначка, невеста со овакво. Што тие, извини, син ми се раѓа сега матурант, ќе биде малата невеста уште се движи. Малата невеста уште е мала. Сега, само малата невеста и патот за Скопје Кичево како беше останаа. Невеста. Како беше тоа некој меме излезе тоа. Да, име. Знаеш како? И сега, например, мора да разграничиме дека ние доаѓаме на социјалните мрежи да направиме платформа како актери. Ете, не знам, ти имаш друга професија, тотално ме разбираш, скроз противно од ова што го работи. А има луѓе кои што тоа им е професијата. И сега на самитов кога бев во Босна, во Сараево, сватив дека да, навистина е работа. Тоа може да се опираат овие, тоа таму ако инфлуенсери, да, и може секој да има вкус, не ми се свиѓа и ми се свиѓа. И чао пријатно. Дека инфлуенсериве и контент креатори се занесуваат сега каато несвес, Да. Значи, затоа пак ќе кажам, треба да бидеш реален и да видиш. Има луѓе викаат, немало звезди, немало ус Македонија јавни фаци, вака така. Друже, извини, има пејачи, има глумци. Да. Знаеш, многу од инфлуенсериве мислат дека они се нешто и дека светот околу нив се врти. Да, и они се над сите. Се курат на бицикл. Да, они се, знаеш, они се као и над светот, и над глумците, и над пејачите, они се над сите, брат. Кој да е, например, да речеме од контент креатор инфлуенсери, може да биде појак од Калиопи, лупам. Будала ли си? 30 години жена на пее, наша гордост е. Дива, балканска више, не знам, да.
Треба да се радуваме што тоа е. е идиот некој како оној Десингерица сега кога ми излезе клип што не знам кој е Калиопи. Утепај се друже, селјаче. Ја кажав, не знам, мене многу ми е мрско, дете даде убава дефиниција. Абе кој го врт? Земам да го ишутирам. Деше, он тука ќе кажува, ќе што. Он ќе кажува тука. Дека не кажува многу. Гачки тука да. Многу го кажа, тоа што се појавува во Америка пред 50 години, па стига у Србија за 30 години, у Македонија после 70 години стига. И сега ја го кажам тоа и затоа што ми е толку понижувачки, двајца ќе стави. Кој е подобар? Секогаш ќе го кажам, пошто ми се браќа. Лутете се колку сакате што ве вртам. Игор Џамбазов или Тони Михајловски? Двајцата си се икони. Да, бе, не може такви големини да. Се ја треба да бирам Игор Џамбазов или Тони Михајловски. Па ја би за Игор Џамбазов. Ја брата, мајке. Боле ми е некако. Брат, ќе го јадам. Има коса. И брада, брат. Да. Брат, ќе го јадаме, ти ќе гледам готови сме. Да се опростиме ја и да. Ако нешто ни се случи, да знаете кој одговори. Така да мора да, нели ова што збориме дека мора да се разграничи кој од каква позадина доаѓа и каков контент прави. Ја, например, на мојот профил не ставам контент дека не знам, јадам, шетам ваму, сите ние негдека јадеме, сите ние шетаме негдека. Не, ти гладуваш, што не споделил, да, што не си споделил, да. Кај боравиш у току дана. У току дана. Шта ćeš јести? Да. Јеси ли за пиче? Јеси ли за пиче. И мора да се разграничи детекнува дека тоа, ние сме вака, ти си од таму. Тоа едноставно е. Брат, многу сакаат сите се да бидат. Тоа не ми се допаѓа. Види, ако гледаш така и ние сега, например, ја од актер, па не знам, пробам у стендап, се пробувам и на социјални мрежи да направам нешто, нели? Меѓутоа пак е тоа спаѓа под мојата бранша како актер. Брат, можам да го правам, оправдано ми е, ме разбира. Не дека на некој друг не му е оправдано. Ама брат, они со глупирање доаѓа до нешто. Например, ти си актер, глумиш, работиш, твориш, ствараш, пишуваш сценарија, работиш. Јас сум кажал, значи коректор ми е стариот твој за еден убав проект што треба да се случи. Значи јас си напишав и книга со детски песнички, све тоа. Значи, ама па сме у некое си творештво, нешто ствараш, нешто работиш, позитивно да придонесеш. Најлесно е, брат, сега ти да се облечеме голи, ке имаме 100 милиона, брат. Да, добро, гледаш, више ни тоа не проаѓа, се засети. Да, се засети, светот се засети од тоа, од голотииве и од глупирањата, брат. И од глупирањата, и затоа треба да се прави. Например, тоа го спомнавме, ме праша како проект што би правил следно. Сакам, тоа го кажав последно кај Лазаров, кога бевме, ама нема за жал ништо да се случи сега овој период од таа една емисија која што имав замисла. Затоа кидаме со една друга емисија со Цале, нешто околу тето важи ќе правиме емисија. Цали не че братовчет на мојата сопруга. Стварно? Преко. Поздрав до брат Цалски. Бате, поздрав бате. Поздрав бате. Со него планираме да направиме една емисија. Моментално си снимаме клипови со Антонио, нели, со еден човек, со Модернизам и Ренесанса, со Павле, со тренерот од Чаир, со Вата, со Фичо, со Филјо. Има луѓе кои што сете така се наоѓаме, снимаме, правиме и од таму знаеш и ти дека ќе се роди некаква сигурно идеја со работка и тоа ми се проектира. Ама брат, гледај, ти работиш и они сите, ние работиме на создавање на нешто интересно, нека добра содржина, па и поучна некоја содржина. Значи нешто да оставиш некој белек трак во општеството. Не дека не се глупираме, дека не правиме пиздари далеко тоа. Ако што има врска, ти гледај државата ни е продадена, они на мене ми пишуваат, селјачиште ти што правиш со ова она. Со напред за Македонија. Да, бе, еден другар пишал, гинеме за Македонија. А стајал од вежбање, друже, немој да гинеш толку, уживај. Немој да изгинеш, бе. Ставил вака, од шо вежбал, му се направиле рани од лаквот и гинеме за Македонија. Седи не гинеш. Тоа ма тепачка сечење, нели, кога гина за Македонија. Се препотев, човек. Па топло дека жешка атмосферата. А жешка атмосферата, да, гори унутра, гори, да. А друго ништо е моментално и со школова сум малце на пауза, пошто ти викам. Распус или? Не, се работи уште, мислам дека... Знам дека баба е таму. Да, стариот е таму, јас моментално така чат-пат ќе се појавам, затоа што и психички ми требаше да се одморам од ситуацијата што ми се случи. Така.
Така да, Реално беше лошо беше. Да, еве Лошо сега е. со Антонио ќе спремаме најверојатно, не најверојатно, него 100%, само треба да одлучиме за конкретни датуми да правиме стендап низ Македонија, Така. турнеја, затоа што со стендапов па некако ја многу брзо се втурив со дечкиве што го прават тоа 4-5 години, 10, ме Так, разбираш? так. И така па некогаш имаш чувство дека одамна го правиш, а всушност јас сум руки што ве Новалија, да. почетник во ова. И затоа не сакам да избрзам околу работите. Имаме неколку настапи низ Скопје, се случи турнејава во Германија. Секако ја користиме популарноста од нашите профили, Так. или тоа е Да, тоа кое, тоа е на кое се- што тоа сме е муабетот, работеле. да. И сега можеме нашите, да речеме, гледишта на светот и хумор да го пренесеме на луѓето. Тоа ми е поентата. Другото е малку више битно. Брат, мислам дека и на пазарот за хумор кој сака да успее, кој сака да го следи, треба да го следи малку и пазарот на хумор, не дека Чкалја, Мија, Алексич и тие не се интересни, старите. Меѓутоа има само треба нови да се генерации, да. Не, може само да го ние што се занимаваме со некој си хумор да го прилагодиме младата генерација да го голтне малце по да го голтне малце поубаво, брат. Да го голтне малце поубаво, да бе, убаво би Да. било младата генерација да го голтне малце поубаво. Ке на затвора, брат. Јако беше со джаба справиме момент. Би кажале ние уште нешто, ама тоа е најмалку 3 години затвор. Да. Ти брат, Бегај, брат, да, остај, брат, ја скрзам ги апарт. Пали ме, брат. Не бе, брат, за глупости, кажи ми нешто паметно да ти кажам, не знам. Ама Сега, што чекаш ти на од мене крајот паметно? Ама чекай Сега. се. Ти Што бе, не си остане сила долу. Да, А не ми вежбам, еј. Брат, тебе ти изгледа кога мочеш бараш некој друг. Слушај, не ме пука. Нема да не си го Бегај, готово, брат. Крај ми отиде и мисла да не можам, не сум да. Не, збориме дека треба да се прилагодува хумора за младите деца да Треба го голтнат. да го голтнат, така. Да. Како ме гјава на тоа, вака ми... Брат, слушај, не, дека сите учествуваат, може и дека се заебаваме. Брат, слушај, значи он се знаеме многу одамно и вакви седенки и по 3-4 сата има. Да, види се, заебанцијава е ова што киде у емисија негдека, ние се понашаме кога да седиме дома. Брат, ние дома. Значи ја памтам, имаше едно тросечи и Хонда си седеше таму со едно плаво кебенце. Се памтам, брат, ненормално колку памтам детали, брат. И нешто играше у рација. Ја па да ти кажам право, многу работи од животот сум ги заборавил. Не знам зашто, поема нема. Нека чита вика тоа биле некои травми, си кој травми да супер десто, реално топ. Ама после тоа му доаѓа од средно таму, од удар у глава. Го ударил еднашка. Зглав. Вика, одам, ја едно време асфалтот ми се крева. И не се сеќавам, да, сум се тумбал. Сум Како го беше, струја. падна во дупка. Во средно падна во дупка и двете гуми ги руши. Летев на кров. И да, а жената ушчак. И оној знаеш ми е многу јак, вика ми ударија инекција, немаше потреба. Го знаеш те? Да, бе. Не ме видува малце нешто нервозен. Да. И мене ми ударија Тоа инекција. кај А немаше- на площад тука кај Не знам појма нема. Знаеш кај е тоа? А немаше потреба. Знаеш Е тоа? така и кај нас. Тоа знаеш кај, брат? Ова све кај градска добро е, болница а тука. немаше потреба. Со бела коза дој. Не знам зошто. Да. Ме фатија малку во шок. Да. А немаше А потреба. немаше потреба. А ти си го гледал и винички во везбе, брат. Не. После мора да ти го пуштам. Ке ми го пуштиш ова вез. Детално објаснува како утепал волк. Абе чекај бе 200 метри настранично. Тоа не е волк, тоа е А се го мора ните да- волче, ните трнче. Дали е грм грмушка? Грм грмушка, како беше не? И зафаќаме на 150 до 200 Знаеш што метри. треба да направиш странично. емисија, да ставиш тука и да се подсеќаме на на такви старите клипови. мемиња, на таквите Ето клипови. така. Реално тоа се Брат, ама легендарни знаеш ствари. што? Примете ли колку голем папучар е? Ниту еден момент не ја испушти жена му. И викам на жена ми, ја партам, ја питам Не сум жена. го размислувал на тоа ниво, видиш. А се сега прв момент. Вика, не време беше. Сега ти Не, кажам да. зашто барал на жена му. А, мислиш за тоа? Слушай го, дека не време беше. Знаеш како сум го студирал? Брат. Браво. Вика не време беше. У тоа време вика овците тука беа некаде. И викам на жена ми, тука е барањето. Жено,
Ајде се скореме малце настранично. 200 метри настранично. Слушай, и она вика, ајде да... Асоцијација, Знаеш дека не сум го размислил овака, браво. Бовче, брат, мозокот тука ми иде. Браво. Ајде ни тука кажа, викам. И само вика едно време, го преметно. Го превртам. Преметнува. Зато го чел, го преметно. Го гледам на нишано, викам воа не е волче, не е трнче. Викам, жено, шо е? Ама жена, погледни, после ги видиме, жената не ја испушта, брат. Цело време жената кажа. И вика, ја, у тоа време, на надигањето на шенцето, устекне време, сакам да пинам. Раки. Да. Скроз. Брат, такви работи што викаш ти, и сега да ги прикажеме, да, поминало време, све. Ама, брат, интересно Добре, е тоа да се види, брат. Знаеш како? Ние, тој го тргнаме преска моветот. Ние на телевизија немаме ништо. Да. Реално, сите што се трудат нешто да направат, секоја чест, сега некој е подобро да не се трудат, реално. Не Правите да се правите, мртви. да. Не правите ништо. Ништо, не дишите, да. Не дишате. Меѓутоа, ова е новото време. Еве сме, тука сме кај тебе во студио, така. Брат, еве гледаш, нема концепт. Да, бе, да си правиме мојот. И се слушаме, нима прашање, брат, ова ќе те прашамо, не, брат, концептот е тука. У принцип да ти кажам право, да почнав да не мразам на некој начин, да не звучи лошо, него премногу мислам дека појавување на телевизија па не е ни толку добро. Да. Не дека мразам, меѓутоа кај нас сите кога ќе те викнат на емисија, истите прашања. Сега вака, сега ти шо, како реши глумец да станеш за ова, не знам поема, нема. Колку години се занимаваш Да, колку години. Дали тоа ти е геното? Татко ти? Да. Дали, брат, бе, шо Како сега? е да се биде син на Тони Михайловски? Добро е, бе, брат, како е? Како е да се биде син на Тони Михайловски? Млада е мајка ти? Млада е мајка, а мајка ти мъжка е? Не, ама тие брат Тони Михайловски, да видиш како е да, знаеш, тие прашања. Ма знам, бе, брат. Тоа за тоа збориме. Кој иде вакво? И затоа на пример поддржувам и сакам се малце поише време се пролонгираше околу Ама не, нема везе, да. Ама целата ситуација да не се повтораме све, ме донесе натаму и сега се викам дај да се испоштуваме. Ама брат, вако концепт на пример нема, се слагам. Лабаво е. Се Гледаш слагам, дека немаш и нема вреѓање освен добро даре дете што го спомнавме у негативно или позитивно. Не даре дете сега кога ќе кажеш више навредливо. Шала на страна, те сакаме дарче, да. Знаеш дека скроз, скроз. Да, скроз. Да, ама знаеш, ние еве се зафркаваме и со Стефан Николовски или Иова. Да. И се луѓето, овие се испокара. Очи си. Одма мисла дека братче, ние очи вадиме овдека. Значи, работата е еве да биде природно, да биде лабаво, да нема нешто. Не знаеш што ме загрижува? Кога млади деца размислуваат така глупо. Да, бе, брат. Ај за стариве брат, мање више. За туцани више. Тие се научени на некои други вредности или не знам. Како бе брат, извини, јас се прилагодувам и јас сум од таа постара генерација. Што да ти кажам? Пак на пример, мене за остал. Не си у развој кога ти вицот го знаеш слончето и мравката кога се сретнале. Слончето и мравката се сретнале и слончето вика колку годинки имаш ти? И ја вика тли, а ти? Па и јас тли. И ова слончето ми вика па ти зашто си толку малецко? И ја вика па јас кога бев малечок бев болен. Сега, така и ние, брат. Така, јас се дружам со помлади. Па така секогаш со помлади, брат. Луѓето околу мене, реално, порано, види, многу е чудно кога си помал, се дружиш со постари, сакаш да бидеш како нив, и после кога ќе сватиш како идат годините, си викаш, чекај бе малце. Ај утре ќе ти се јавам. Да, ама и енергијата на луѓето. Например, ти сакаш да идеш да прошеташ, активен си човек што сака да иде да се зеза, да иде во кафана, не знам, да иде на концерт. Так. Што многу луѓе не го прават кога ќе дојдат до одредена доба во животот, не знам, на 50 години. Ама страшно и младите сега тоа го прават. Младите, брат, се ужас. Еве, гледам искрено да не звучи ова манијачки, ама матури беа све. Загледував по матурантките, сите беа како торти облечени. На што личи тоа, бе, брат? 18 години дечко се дотерал,
некој одела селски, овие некои фустани, чекај малце, бе. Абе брат, еко на 25 години матура поубаво бев облечен. Абе не се абе не сега како Нешто брат превише глумата озбилност, превише. Да. Ама мислам дека родителите малце се криви за тоа брат. Значи, затоа што криви. Ба брат, Нивните са се ти, за- кога ќе видиш ти, кај бе ти идеш ка? Кај ќе идеш така? Види, и ја не можам да кажам пошто ја па не сум имал стил никад сум зовал како клошар. Ама па не ми се свигало никогаш тоа така да сака тебе емисија да дам кошула до ова до она. Гледај, мајчка да. Па да бе брат. Ми се погоди креативно. Епа. Свегаш. Ама таа Адидас е мајчка стени- за укажне брат, не дека. Да. Ама Мислам, брат, како мене да знаеш и за ова на почеток. Еј, вако онака. Баба. Мене ми се свигаат вакви работи. Баба. Стариот твој. Тоа ти е стилот, тоа не смеш да го смениш бе. Да, бе, да. А иначе ги поздравам моите браќа од Шуто Ризари. Ова е од Шутка. Ја знаеш какви кошели ја? Многу сакам вакви кошели. И ја, Не брат. ми дава да ги носа. Не, се расправаме Ки со ти смеат, ки ти смеат, да. Викам да ги носам, вака, не, Нели ти га носи Имам си ти? со нинџи, со. Еј, носи си ти кошулите. со самурај, со мечеви, со катани. Со Брусли. Немам со брусли, кој не си направи, брат? Брат, ама вел. Не, кај бата, ке ми направи. Кошула со брусли. Абе брат, живите. го имам Брусли како брокули. До сега А, не сум знаеш го таа гледал. слика? Не сум го гледал. Брусли ама брокула. Не сум И го пише брокули. Ке направиме Добар една мал. таква брат. Добар мал. Сега гледам брат со банани, со не. Еј, овие што стигна робата, па Се робата шефка стигна, му па вика, еј, шефка. земи ти од ова, ке јадеш? И само по 3 Адидас брат. Види работа. Види. Ја и Хонда тука тресеме глупости, а вие јадете брат. Се сокријаве брат. Ако бе јади на здравје. Ако не јаде на здравје. Еден наш кумановец познат, баба ga знае, знаеш кој каже? Не знам кој знае, не знае, ама брат, пошто се многу измучи со светло. Не, важко. не, у принцип, слушај да те кажам. Скасеме. Слушај да ти кажам нешто. Отидов, ај, ќе ја смркам. Сидуле че го добро. Ќе ја делиме. Слушај, не можам. Отидов кај байкерот и кај кросфитерот на подкаст. По-стрејт живот не сум бил. Се потаму студиот, таква ми е, што да правам, природата моја е таква, јас се потаму. Географијата. Тоа е мојата, да. Ја, да, терморегулација, така, од живци, од нерви, од ово, од она, не знам од што ги да е. Поише си се потам, седам на подкастов, доле коментари, види го, овој, наркоманов се направил лом, а ја по-стрејт живот не сум бил, брат, вежбам, трчам, корнам, правам, све, ама се потам ко сега, брат, тие ме гледаат, види, еј, Ово е- наркоман. Надуван лом. Чекај, ова што вика сине? Што не кажеш, па ти го пуштиме светлото. А? Исто ми се фаќа, брат. Исто изгледа. Пишемо наслов. Да ги поздравиме наши спонзори, Вафли, најболи палачинки у Куманово, гимназија, задја 0 Скарши. Ајде да видиме, Да, брат, дали пробај се добри. етно село Тимчевски најболи ресторан, веќе кад смо туја, баба, Помни си ги. преноќиште за двајца со Ај! во етно село Тимчевски. Елида најснабдени маркети во Македонија, ги има секаде. Бањо лукс, се завршите бањи, комплет санитарија, Ето, нели? носам, бе. А, че го носиш? Еј, ке го бањаш? Сега јади палачинка и веќе у едно село. И сега. Не бе, куде беше? Што е да? Сан Сиро. Еј, па таман дека сум испотен. Па брат, ја, Брат, сега си не сум ми кажеш. Да јаду, да ја врачам до силон туја. е, сега. За смрде цело студио од тебе. Центар за биоинформатика Ревит. поштовање, да, поштовање. Овој ти е братче, Што е тој? брат, знаеш ли што е, Кило не се прави кокаин. будала, не се прави будала, јаша кокаина. Значи, Центар за биоинформатика Ревит, специјална анти-ейдж биомодул програма од, што сакам да ти кажам, анти-ейдж. Абе, вчера татко ми носеше вакво. Бре, толку ли сте стари, бе? Ама ти го давам на тебе. Ај, не, јас затоа ја пробам да се извадам, да ме навредам. Да, еве ти на тебе сега. Фала. Да ми извиниш, угасна се ебеш така. Нека седи тука. Еј, Да. како ми го спопика, Да. вика, еве ти за... Старачки онака. Ај, браво, Слоу, изија слоу. Да идам и у едно село да легнам и да починам. Да.
Ти знаеш, брат, жена му вика на мужа, леле муже, гледам те како си убаво заспае с крстија си руке, идеш и ми се свети да ти запалу. Леле. Леле, мајка. Ај. Шо, обожавам палачинка и банана, Ај, што да кажам? кој ми драмата, Драчевски? Доста е, бра. Убаво, брат. Не, па слушай, тој што остане после Моника иде в камермани. Ба, ово изгледа и нарачува, до нарачува ово изгледа в камерман. Ово едниот камерман ти е жив неухранет, ама ово изгледа му ја јади неговата половина. И преноќу у едно село. Со дорчик и ручик. Братчо, оти ги дава за пред камера, не искачање, не му го враќаш во учето. Абе да не ме тераш да ги повраќам овие. Не, јас сега ситуација... Абе бота не јади, брати назад. Овие те не затвора тука кај Соколану ке. Повраќај! Брат, сега јас... Конда јас... Абе, овој знае. Извини, како те беше името? Дарко. Даре вика, маме му ебу дојде и стварно го изјаде палачинко, бе. Тргам руки му. А он трга руке. Абе, гадно му ебу, дојде од Скопје, све изјаде на тие, бе. Па не остави ништо, бе, ма. Абе, брат, слушај, пошто... Сној се јебе. Ке пукне, ама не го дава. Како оној врањанецот што викаше, овој бе маме му ебу, како беше оној врањанецот што викаше, леле фамилио. Фамилио оној, леле, фамилио. Брат мој, фамилио, и он нели имаше едно клипче вика, да не га викнеш све ки изеден. Остави нешто за мене. Само ситуација каде што ќе повраќаш јаке јадо. О, и после од ова биоревитот. Сега, пошто имаме специјална посвета книга за малиот твој. Милна деду. Деца да не имаш, брат. Мале. Па дај му ќе му чита на Чекај, Татјана Гогоска. Да, посветено специјално за тебе. Опа, Уште од лани од септември. На секој миг, нека секој миг ви биде магичен дел од мозаикот наречен живот. Ви благодарам. Значи ова е детска збирка, како сликовничка, како боенка, како... Еј. Да. Еве сега тука ќе шедеме палачинки. Ајде да видиме што пиша. Најденко во магичниот круг. Во ова наше време, некаде околу нас живееше Најденко. Детето со чудесен сјај во очите и секогаш под замислен поглед. Кога ќе видеше палачинка, тој се превртуваше. Дарко Најденко, кој го вика, го сонува својот сон во еден магичен круг. Како ги прават палачинки? Една вечер Дарко Најденко Два вечери правеше чуден сон во кој сите палачинки побегнале од неговата соба. Овдека е книги. Вика, мајка му го оставила да спие. Наставничката излезена, а тој заминал во посакуваниот свет. Значи ова за него е палачинка. Седот на вафли, брат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Го гледаме Даре како со една палачинка патува. Даре сонува во светот, по палачинките патува. Таму е толку палачинкасто, летаат палачинки на крило. Со 100 на час. А Даре ги лови. Hey, no hard feelings, така? Ако не става 3D позади палачинки да игра. Не, брат, не се љуто, ја уживај. Не се љуто. И гледаш, не се Ке го едаш палачинку на суво. и гледаш на пута само боби, конда ga нема нигде. Само глас да. Гледа, брато. О, мајко мила. Ама и ти гледам се потишнеш, да? Не те плашам, работи и 3D, така да... Работи и 3D? Одлично, брат, те молам, брат, ова го правиме заедно, ја и ти, брат. О, ја ке сум палачинката.
Мора да биде смотана. О, браво. Магичниот круг, магичниот круг. Ова те чека уште од ноември, лани. Многу ми е. Нели брат? Ја ти викам, наркоман бе брат, види ga потице брат. Ма што брат, а njega поише му личи слапе. А стварно ме, а види ја у фаца слаб, а гледаме колку бе, како даре сум, дете. Не, ти си се поубав. Слушај, у последно време почнав да се облакам како Атанас, ама сепак сум ружен како ти. Ја кажа виц брат, вицот е мој изворен. Двајца полицајци прават муве. Добро. Вика брат, ги знаеш оние Тино и Атанас? Вика да бе, брат ги знам. Па како ги разликуваш кој е Тино, кој е Атанас? Вика, нели едниот е Тино, да, па другиот е Атанас. О, мајко мила, браво. О, ево, брат, тоа е тоа. Вака ми муабета да биде. О, блискост, доверба и сигурност. Да. Или да маркети се за вашите домови. Да. Еј, мајко мила, А брат, тоа и ми беше целта да не видат сите у подруго издание, значи Да, бе, да, ние се договаравме повеќе време иначе дечки, ама мислам дека редно време беше да се уклопиме. Ти можеме да направиме едно 2-3 песнички да ги преработиме. Може бе брат, како не, јас сакам исто да правиме, да имаме една идеја со Антонио, пошто он свири, пее. Да си пееме, да се свири. Ја имам брат некои 2-3 направени, преправени, средени. Бе, како пак и Дуци шо прави Становски брадар. Да, бе, да, тоа им е. Имам ја брат. Гледа брат, тоа од претходните емисии, гледа, ова се од што бевме од Нема љутиш. Колку палачинки дари го изедало. А чекај, ама таа е испишана, брат. Види, ова е за него, брат. Ти знаеш дека прв хакерски напад кој ја забележа, знаеш? Не. У Куманово. Жити се. 91 година. 100 пијаници го украе тефтер со дужници на Лено продавачка. Браво. Тука да чека. Знаеш кумановци кога заратувале со Кина? Тоа го знаеш? Не. Заратувале кумановци со кинези и доле у општина Максим Димитриевски ги вика заратува смо со кинези и овој самец Алиевски појавува се. И вика, ајде убиеш. Вика, ај што заратува смо окей, него куде ќе ги копамо да ги ликовите се фиктивни и се рандом измислени во вицо. Фиксивни се. Да, фиксивни се, да. О, мајко мило. Кока-кола е тоа. Кока-кола е тоа, брат. Имам уште, брат, не си ги. Брат, ти да си спонзор само салфетки. Влажни марамице, брат. Да бевме албанци што со вода ли ќе заперат? Еве тето тоа. Пега, ќе скалпира. Сакам со него да снимам клип кога ќе се сретнат македонец и албанец на камп. Овој со тоалетната подмишка, овој со водата и овој му прави. Се познаваат двајцата да тегнаа. Да, ти и ја, уживе. Леле, ги утепавме, брат. Ото вие у Елида после ќе што правевте, бе, брат, со овие? На, бе, брат. И од тебе те гледам, ми се мучиш тука. Дебе, мајко му стара. Даре, вака најкорпулентна не се поти, брат. Ко хладира палачинката. Злој не га пушта да изгледа. Да, бе, да му е. Брат, стисат, Да. Гец. Ти знаеш која песна кад магаре ќе га запне зајца, која песна има позадина? Те очи. Оле без повод. Брат, а знаеш ли Томски кој го исполнява? Гледај, а Томски знаеш ли што направи, бе, брат? Кој бе тој Томски? Лепим га зема, бе, брат. Излижага тој се. Кој бе Томски? Оној слабиот. Оној браточет му на Стефан Николовски. Оној славиот, бе. Поздрав до Томски. Брат, да ти излижаем го и кутiju да нема што да едем деца, брат. Па така е научено, само да лиже.
И кај стигне лиже, па и палачинка. Да ме прекинеш, брат. Не Ако знам, јадам гумна, брат. Ајмо прашање на човек. Ама што му поставам, он ги има сви одговори, ја немам Правиме прашање. муавет, немаш. Кога ќе немам прашање за твои одговори. Да. Ја ги јадам гумна, брат. Што сакаш? Брат, па тоа е затоа зашто сме уиграни. Ја па ќе повторам кога беше много мал. Да. Се знаеме многу одамна. Многу одамна. И реално на муавет сме си вака дојдени. Да, Тоа е добро. Гледаш и он почна да се поти, го фати од мене. Леле. Не сум го фатил од тебе. Не, ти ми го даде од младите, ние го гутна ве. Не, Кумановски му бе Ама ти до сега не се потеш, што Не, бе? па се одеднаш брат, два пати се потам. Знаеш што е Кумановски момент? Ти ме повлече, ја ќе те подгурна. Да. Преако. Леле. Треба следно да видите да побарате спонзор за Клима. За клима. Дечки, Поведете спонзори, јавете се кој сака да ни јавете им се бидете. супер емисијичка, Да. топ, им ја Топ, барем е. да се владат овдека. Или Да, ако може некоја клима да дадете овдека за студио. да си го ладиме муабетот овдека. Да си ладиме ташаците. Ташњаците. Да. Да. Ау, брат, вака колку Никол, колку време снимал? Ја мислам дека треба да приборшувате години. Па да, саат време имаме. Да, 50, топ. Па да, бе, брат, отприлike тоа е мобет. Тоа бе супер бе, топ. Само уште едно ќе те Што прашам. сакаш? Зашто син на мајко те вика? Ај, знам за Хонду, зашто? Знам за свето и друга. Абе, знаеш како? Првин ставив некој надимак ти текнува на Инстаграм кога го отворив. Да бирате Драган, нешто такво, ти текнува нешто Браде змеј, некој Да. без везе работа. Знам англиски сега, не ме дупи. Па им преведува. И како джада Не за тебе, да не слушнале некој ти текна дека ја лошо зборам. Бирде Драган, ти текна греше што е овој бе, Бирај го Драган, брат. Бирде Драган. Драган, да. После нешто ставив, нешто со железара беше поврзано, глупости живи. Искрено, сакав да направам исто за ебанција од тоа и имав пишано син на многу познат актер. Имав и таков момент на профилот. Тоа ти е најголемата глупост. Се глупо жива. И си викам, Извини, Шарл. и си викам, чекај, викам, дај нешто, викам, онака, бај, што знам... По-скопски да дојде. Така нешто што сум по ја. Јас сум син на мајка. Што да ти кажам? Сите ние сме Синови на мајка. синови на мајка, мамини мази, татини мази, исто, мислам, не дека нешто, знаеш, многу луѓе ме прашуваат денес, син на мајка го пишал да избега од татко му, од овото на ја, од мојот родител, и од едниот и од другиот никогаш не можам да избегам, затоа што они се најдобрите родители на планетата Земја. Во мојот живот, така, нели, секој дете за своите родители си има различно мислење, така некој, сега за жал има и деца што не мислат така. Јас сум имал среќа моите родители да се многу кул. Да. И никогаш, знаеш, пошто многу пати така си имам тоа прашање наметнато како поглед на дека ја нешто избегнувам, нели, ради ова што го зборевме во емисијава сега. Татко ти шо како, не, ја можеби во еден период сум имал момент каде што не сум го сваќал тоа. И многу одамна на една емисија су го имам кажано, сум рекол на крајот од денот сум сватил боле Тони Михајловски да текнува, нели? Замисли ако више ти е некој Брати, ја еду гомна другар ми е. Него да речеме да ти се некој од овие новиве компоновани родители да текнува или познати фаци. Да, ама од кога се познати? Ако требаше да се бира, ја па би го бирал него. Ја да ти кажам дека би го бирал па него. 100%. Не би го менјал за ништо старото, ме разбираш? Брат, ама легија. А син на мајка некако дојде природно, разбираш? Значи, мене ми легна, викам син на мајка, гледам да некако да беше да е звучно. Да. Така некако ми се засвиѓа. Син на мајка. Син на мајка, најубаво. И некако многу го користам. Абе, тоа е мамина маза или син на мајка. Син на мајка, оставил. И сега веќе што и да се каже, на пример, не знам која некоја реклама имаше мајца носеа тука син на мајка, ми праќаат те ставиле да ме вакво. Не ме копираат, тоа е нешто, тоа е тој муавет. Сите сме ние синови на мајка, разбираш? Евентуално на татка. Евентуално на татка, така е. Така да, буквално најрандом излезе
Така. А Honda од нигде знам никаде. зашто. Honda знаеш, за стариот имаше таа Honda Civic. беше, бе. Многу добра беше, многу ми е крива. И А ја го сега ги гледам, не можам, има еден у Куманово ја продава плава една, ама рикнат е моторот. ти Сега најдам почнеме сакаш? друга. Да ти Не, најдам сега моментално не мислам дека е време За да Honda. не, да се вложува во тоа тоа пошто земав една Honda, уште една Honda земав Civic стара 98 е, земав и друга Civic од оваа 2008 што е понова со триаголниците, Honda Civic исто MK8 е. Јас сум фан на коле, ама не сум толку збудален, ти текнува по коле да се тресам. Ме разбираш? Он со Јагорот што направи? Не знам бе да ти кажам, и тоа е легендарно. Тоа е легендарна кола, бра. Он кажа дека ќе го реставрира, ќе го средува. Сака и јас многу сакам, мислам дека е некаде Таа кола има друга Мислам дека е некаде гаражиран. И посебна сентиментална вредност има таа. така, ние таа се знаеме кола, зашто. да, ние знаеме зашто е така. Да, и многу ми е криво ако не се направи некогаш, ти текно. Нека се направи упорене баба, ќе направи. Ја искрено би сакал и ја да можам да го превземам тоа, ти текнува како момент во животот. Нели? Да. Проект во Да животот. бе, проект. Многу сакам такви работи. Сум Не, таа кола има друга вредност, Да. што викаш што знаеме ние. Да, бе, да, И така затоа е. има вредност, еве не само кај тебе што е ваша, Да, и кај Шанов, луѓе општо, и да. кај мене затоа што јас со тие луѓе сум бил 24/7. да. И- Да бе, да. Има убави моменти у таа кола. Во секој случај Има душа. некогаш се замислувам те текнува дека ете ќе имам гаража во дворот и во дворот ќе имам олтајмери, неколку. Да. Не сум некој фанатик да имам Брат, јас знаеш што 200.000 сакам, коли. Ренот ама- четворка со патерицата. Другар Тоа ми е, не знаеш брат. каква Ренот 4 имаше со неонки усредно, не знаеш ќе ти го покажам плаво, татко му имаше ставено звучење, волан спортски, седишта спортски. Брат, многу Брат, јака прелова. количка, брат. Јас сум Многу јака old количка. school у тој поглед. Да, и ја го сакам. Цена ми новите автомобили, како излагаат и модели и све тоа, нама не се оптоварува со тоа, али многу повеќе ценам онака old school некој oldtimer стара школа. Така е, така е. Така некако. И јас сум брат за И за нешто Веспи така. и за мотори исто. Не, Ренотката четворка дали ние имавме, имавме да. Ренот 4 со бастом одгоре. Да, Тука обавезно. И една од првите коли што сум ги возела на другар ми Алберто. Ренот 4 спремно направен. Да, топ. Топ. Honda, фала што беше мој гост. Брат, фала не ти. чекам Никола да почне да ми прави од тамо, знаеш, пошто. Може да ужива и да ме слуша. Да, бе, кога ќе снема камера нема ни да каже дека Да, снима. ние ќе си цепаме. Живче. Фала Посегујте се најболе, останува да се дружимо, да соработуваме, како за сви мои браќа што доаѓа, што се овде како до мене на Шанг, све што може да помогне наша продукција, братска е, значи, што е наше и твое, што можеме заеднички да работиме, да соработуваме и тоа е тоа. Фала ти, баш ми е мило на покана, супер му обеце направивме, се изнасмеавме, реално малку се можеме и појако, ама многу се потевме. Супер, топ. А вие, драги гледачи, да го сакате да го видите целото издание на оваа емисија, онака потака да најаме, заследете го линкот доле и ставете subscribe. Још линк да ме избациш од тој. Нема линк. Ставите се. А можеш? А може? Потреба бе, он ќе гледа на YouTube. Само кликни се. А чека, ова ти е за на Инстаграм, сакаш видео да направиш? Он пробуе. Ако бе направиш уште ама имаш бе линк сега да направиш? На самиот рил. Ајде, да, ти му отвараш работа. Ајде, не може. Ајде, бе, не може, он треба да работи, брат, што да. Да, оста. Ќе ти криви искочи се. Па вие, Honda, па гледаш, брат, какви обструкции трпам ја, брат. Не бе брат, под притисок, чекај да видам.